највише што мислам, ние треба да си работиме на Македонија, да ја правиме што популарна и да, знаеш, сите да помагаме колку што можеме. Не ја колку што можам, моје лично е со уметноста, значи со културата да помажам нашите да не видат дека сме, значи, независими од никого, да не видат дека не сме ни грци, ни бугари, ни руси, ни срби, ни не знам што, него сме си македонци и си имаме свој идентитет и код нас со ние што работиме дека нашиот идентитет е различен од другиот. Сум зборал со многу луѓе ја кои што многу интересно ми го кажувале тоа нашиот, значи разликата. Летос кога свидов со овој Драган Даутовски што е и он поред музиката може да го каже зошто сме ние поразлични од сите ни, значи нашиот ритам так што го имаме, начинот на зборење нашиот кој што е се разликува од бугарскиот, од сите други и тој што имаме ние таа третина поповски, кумановски, било што, тие го немаат и начинот, значи, на музиката како се стварена, така и диалектот, така и говорот е создаден така сето да ние сме една тотално различна единка од сите други, а да не збориме за историските, мислам, факти што ги имаме. Сега назад на политиката и моје мислење дека секој треба со што може поише и да одреди време да, значи да за државата малци колку може да каже со едно писмо, со еден глас, со едно пишување на петиција, на двајца да објасни, значи што повеќе луѓе знаат за нас, за нашиот проблем, што повеќе шириме нашата култура, нашето знаење, тоа повеќе ќе биде полесно. Тоа што имаме проблем со грците, например, во моментов, американците сакаат да не внесат во НАТО, сите сакаат, ние само треба да се држиме, да не попуштаме и ќе треба да влеземе. Грците тврда глава се мешаат во тоа нивното. Тука не можам да им се мешам ништо, али пак кажувам дека е така како што со на Милчо Before the Rain, кој што со други работи не научија многу, треба, значи, Македонија како држава повеќе да дава на тоа, значи ние да како идентитетот да го шириме преку културата, што е најлесно и највозможно во моментов. Проблемот го имаме и кој ќе не влезат во НАТО, се уште ќе го имаме, си го имаме домашно проблемот со така етнички групи, си го имаме со комшиите, со сите, со примање, со црквата, што не признаваат, али ние си знаеме дека наше и дека си ја знаеме минатото, си ја знаеме иднината и не треба да ништо да страхуваме, идентитетот никогаш нема да го изгубиме. И едно треба да бидеме да работиме секој колку може. Тоа што научив дека во Америка е така што сме имали такви вечери тука на разни групации кои што му дале простор да го користат, е дека секој глас важи и тоа е во демократијата. Значи секој треба колку што може да настојува да помогне во своето слободно време, па и на работа и едно друго. Значи да не се асимилираме толку многу во средината кај што живееме, него да се задржуваме и нашето, и храната, и говорот, и сите тие работи.